Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно издание на Радио на Еспресо со Златев и Боцевски. И вици денес ќе бидеме по она позната нели наша мантра на утро, Edition успесите на владата. Повторно има ново нешто? Да, ова утро успесите на владата ќе ги анализираме со еден универзитетски професор, политиколог, човек со огромно искуство во она што се нарекува анализа на политики. Добро утро за Жидас Даскаловски. Да, и уште една редкост. Да кажам добро утро. И една редкост, кога станува збор за политичките аналитичари, човек со интегритет. Да, и има завршено факултет, не само што има завршено факултет, има магистрирано, а има и докторирано. За разлика од многу политички аналитичари во земја, кои медиски тајкуни? Медиски тајкуни кои немаат завршено факултет. Како е чувството тоа? А изборува англиски. Зборува англиски, да, за разлика од лидерот на левица, да речеме. Не знали ли Не. Штета да вистина овој глобален свет каде што мора да комуницираш и со Пекинг и со Тајван и со... Верувам дека знаеш и други јазици освен англиски. Па знаеме некои локални тука, да, славјански, да. Па и некои по глобални ги знаеме. Добро, извини, кај мене усивик некој кој ставил дека знае српско, хрватско, викам, важи, тоа е. А, понимаеш ти руски? Я понимаем и говорим. Па тоа што зборува. Добро утро за Жидас. Жидас 6 години влада на СДСМ. Што сакаш да видиме што направиле во 6 години? Не, туку во овие 6 години, од кои 3 години се на 4 години на Зоран Заев и скоро 2 години уште малце на Димитар Ковачевски. Според многумина, ја читам портали, последно време сум на тие Рацин, Фронтлайн, на тие сум предплатен, да. Можем да ти кажам дека оваа влада на светско ниво, да речеме, вакви примери со волку успеси влада може да се спореди, да речеме, со успесите во владењето на еден Кемал Ататурк во Турција, со ова као се вика, дај некој друг пример успешен толку, нема друг успешен пример. Ај вака, јас тебе те прашам нешто, бидејќи гледам многу бавно почнуваш. Што направиле владите на СДСМ? Сите влади. Не само вие две што ги спомнаш. Сите влади на СДСМ од 90 до 2022. Кога биле на власт, како инфраструктурен проект, што може со голоко да го видиме? Влез во НАТО. 5 работи. Абе, инфраструктурен обект, зграда, цигли, брана, не знам. Не. Козјак. Така? Ајде, Козјак, да, прифаќаме. Експресниот Тетово Гостивар. Добро, тоа што го викаат автопат. Сама е добро. Експресен, добро. Има една градинка пред секој избори се фарлат у Ѓорче. Та не ја знам, им прифаќам. Добро. Рамстор. Бранко го направи. Са приватна, она доле еден сегмент од автопатот. Точно, Бранко го направи, сега има длапката. Да. Ајде да помогне човек за тива. Не можеш, он помладите од неговите генерации. Јас знам дека до 4 не чекај, Циц ја направи пречистителното во Куманова станица. Добро, Иако Циц не знам колку да го рачунам како класичен СДС. Класичен СДС. Ја него го рачунам за еден лидер на СДС. Па тука некаде. Ајде, ајде. Видете, ја мислам дека влезот во НАТО ги заменува не, плавошника не ги заменува сите инфраструктурни проекти на ВМРО ДПМН, оние Дизниленди по площад што ги граде и така натаму. Говориме за толку влади на СДСМ, дај размислим. Добро, ама со еден влез во НАТО поише од сите инфраструктурни проекти вреди. А ти си малку ироничен. Значи сега. Сериозно? Сериозно се не, ај стварно. Сериозно, ова е веројатно. Дај бе кажи еден инфраструктурен проект, остај ти е флоскулите на заед. Да. Било која влада не овие се. Абе, Љупче Николовски кажа 2500 километри пати ще изградили он. Од овие 4 години имаат изграден. Мада ја не знам, има толку Македонија? Патишта се на себе има. Значи исто кажа дека сега ова што ќе го направат јазолот во Трубарово. Не со Ке, не со Ке, направено да го гледаме. Аутобуската станица у Скопје, Не, тоа од времето на Груевскиот. Не, тоа од времето на Љупчо и од времето кога Пенов беше со ВМРО коалиција, не од ова туку у Скопје.
Мислам, прашајте ги гледачите. Не, еве, ајде да ги прашаме, стварно, еве, нека праќаат... Да, слободно почитувани слушатели. Водњанска исто така Пенов која беше у коалиција со ВМРО, Калето Пенов која беше у коалиција со ВМРО, Клучката оваа кај Континентал Трифун која беше у коалиција со ВМРО. Што Ајде, бе, Словенечка исто у Скопје. Да, автопатот према оној делот према Албанија патот како што беше малце Не ми текнува. еден дел и тој беше на ВМРО. Сега слушнав, односно прочитав вчера дека отварале или ќе отвориле регионалниот пат од Куманово према бугарска граница. Тоа може го завршиле, не знам. Кој да им... Нели го шија? Кој водиш од Куманово према Па само уште една лента правиле? Добро, добро Жидос. Жидос. Добро Жидос. Па еве ти го одговорот, тоа е прашај ги гледачите. Еве ги прашуваме. Македонија дали знаат. Ги прашуваме, нема обично нашите гледачи и слушатели се прилично активни на Еве за Сабајле. Трубарево И тогаш пишува. за 4 мориња имав. Да. Не знам дали знае. Еве за тоа. еден слушател. Не знае за тоа што не слушал дента. Знаете најновиот инфраструктурен проект? Харило Харило Квенец од Македонска железница инфраструктура се пофали дека Македонија преку Трубарево ќе излегува на 4 мориња. На Средоземно, Да. Океј. Јадранско, Јонско и Егејско. не, Црно и Егејско. Така нешто беше. Црно, Егејско, Јонско Да. и Јадранско. Пошто таму ќе направиле Чвориште. чвор некој каде што ќе се Како Бахмут, што коше ќе се вкрстуеле кориториве 8 и 10 во Трубарево. Па во Трубарево, добро. И таму ќе бил логистички центар, тоа кинези арапи ќе дошле тука, ќе граделе. Но вие Игнацио, ама сега на кај море ќе одиме, добро? Тоа све од море што доаѓало преку Трубарево ќе поминувало. Па тие треба да се срекнат И- таму плацот, скокна цената веднаш после те изјавили. Не бе, сега зборивме таму ништо чудно, зашто тоа се вика Скопска блатија, да израсне тука Блатјанска ривиера, вака од Белјадровци до Катланово. Одлично. Да. Но Жидос да се вратиме. Ајде се вратиме. Констатиравме дека завршиме работа за го завршивме работа, одговорот е добро се, како може со вакви перформанси 6 години да бидат на власт? Тоа е наистина клучно прашање. Мене ова ми е извонредно прашање. Мислам дека ова ми е прашање кое секој вака аналитичар, експерт, познавач, особено вие што сте со докторат, нели, а не со средно како овие другиве, би требало да знаеме да го одговориме. Има тука и елемент на верба во себе. Луѓе без факултет успевале во живот, знаеш за Цукенберг, си слушнал за него. Овој од Apple исто газува успеал без факултет, да не му спориме на колегата што нема факултет и успешно води 6, 7, 15 медиум. Да му одговорам како тебе што ти одговори, фај, после. Не, апсолутно не со Стив Джобс. Исти се. Тој карактерот е тој. Желбата за успех. Желбата за успех, да. Еве, имаме проект основна школа Киро Глигоров во Капиштица. Точно. Тоа го заборавивме, да. Ајде да видиме понатаму да Добро е. пуштат некоја информација слушателите, гледачите. Добро. Да, и добра школа е тоа, да му честитаме на Саша Богдановиќ. Добро, ама тука и беше и Жерновски, сега мораме да ги спомнеме и 20-та. Да, 20-та одлична работа завршија. Добро, што е поета, како дошле на власт? Не, како остануваат толку долго? Па останува така што имаше одредени пропусти во системот, каде што огромна маса на гласачи од 2020 беа на некој начин корумпирани. Беа на некој начин подкупени, беа на начин мотивирани да гласат. Но остатокот е нивна заслуга што со магевски зборови успеале да убедат дел од гласачкото тело и на македонците албанците, тогаш беа заедно во коалиција со БСС, сеќавате. Но и коалиционен потенцијал имаат за разлика од ВМРО ДПМН, никој не го сака ниту во светот, ниту во Македонија. Како ти кажам, ако ти победиш, тебе ги ти се залепат како партнери останатите. Ако ти немаш да имаш силна победа, тоа ќе биде проблематично кој ќе ти се придружи. Значи да си идеме околу тоа, ајде, вчера излезе една анкета, не знам дали ја виде. Не видов, да, еве тури тука се ќе отвора. И на анкетата виде што се Добро да донесе 17, СДСМ 12, ДОИ 8, 4 левица, 3 алијанса, 1. Качива е ова аптека, анкета? Анкетата е на Институт за демократија, Марко Трошановски вчера ја промовирал. Твој коментар?
Мислам, ништо ново, иако сега анкетава е поприлично застарена, така да се изразам. Да, сега е крај на мај. Ова било почеток на февруари. Февруари, Да. крај на февруари, разрешува. Потоа недостасуват 2-3 Потенцијални потенцијални партии, ако можеме така да ги кажеме. Например, движењето на Максим Димитриевски не е мерено, како што забележав. не се мерени ни така наречените огнени. И огнените не се мерени исто така. Веројатно, ова што има ДУИ 8, таму ако се проектира партија или движење кое што би излегло политички од страна на огнените, тие би взеле 3-4%, тие до 8. Не знам, не можам да препоставаме. Таа да речеме пола-пола. Кој знае какво е, ако не се мери, нема да знаеме. Така што е на многу мешана ова ситуација кај албанците со можности за разни комбинации, здружувања и така натаму. Се разбира таму борбата кој како да го соборат ДУИ ова сегашно што Баш Калијанса беше уште во владата, беше уште во опозиција, пардон. Да, па февруари. изгледа дека Да. така. Мислам, добро се, тие дали се влада, дали не се влада, не е битно, во некој момент може да излезат таа влада да кажат, знаете, ние не се согласуваме со методите на владење на ДУИ и одиме против. Сега изгубија образ доста кај гласачите, но не значи дека тие што треба да размислим, што ќе прават на наредните избори Алијанс? Ќе влезат во коалиција со ДУИ кај што ќе бидат поглад партнер? Тоа ќе биде поништување на нивната Видете, дводецениска гледам политика. дека значи ВМРО-ДПМН е колку 8% со оваа анкета. Што 17 се оде. Пред СДСМ, да. 5 вика оваа анкета. 5% водат пред СДСМ, сега ќе ви кажам една работа, сепак и ДСЦ е позната, нели, просъдъсамовска невладена така да организација. тврдиш Не, кој нешто. што сака. Сега, да не бидеме сега тука ние со лажна, како се вика тоа. Еве, барем нека е твој коментар, нема проблем што да нема Да, нема ние да согласиме, Това е да. добро, вие сте од истиот бизнис и си се почитувате со нив, и не ќе да зборите негативно за нив, ја тоа го почитувам, но ја можам да ви кажам дека и тоа е легитимно што се просъдъсамовска нели организација, они се секогаш од таму, не знам, луѓе кои работеле таму сега се советници на председателот Пендаровски, дел се од владата, советници се во владата и така натаму, врз база на тоа ја го носам За мој колегата заклучок. Марковиќ зборува сега. Да, Значи, ама не само за него, има и други тука. Има и нели луѓе кои излег. добро, без разлика, излегле со определени бројки и ние Значи, ги коментираме. така да. што ова разлика од 5%, тоа во гласови колку се 5%? Па 50.000 минимум, ако не и повеќе. Заедно со титул, со тама ја речем 50. Но мене некако мислам дека Обложување на реалност, така да го да, кажем. малку ми делува како да е ублажена работа. Па и Дуи е малце... Надувано. Ја 8% Дуи не сум го видел, Бога пити. Исто, например, приметувам пат на левица во оваа анкета. Левица оде на 5,4%, сега има 4%. Сега ова се твои коментари, ова е. Во вистина дека помалку од да речем други анкети, меѓутоа сега бројки бе дали се 6, дали се 5, дали се 4, многу трендот е тој. Тоа е прилика гласачкото тело на левица. Значи не расте левица. Па сега не расте, ако сака, вистински ако сакаш да споредуваш нешто, треба да споредуваш нивна анкета од октомври, февруари и јуни, циклуси. Ако правиле, ако не правиле, ако рендом случајно извадиле анкета, што да споредуваш? Можеш например на ИПИС да видиш ако Да. стражиме, таму отприлика знаеш дека годишно има 2-3 анкети што објавуваат, па да гледаш како расте, што прави таму, да речеме Максим овој граначалникот на Куманово се појави на една последна анкета што беше, па би беше дури подобар левица. Да, со сериозни проценти се појави. Па после тоа зборува дека тоа било од ВМРО-ДПМН. Знаете што е проблемот? Овие организации и фирми прават анкети по нарачки. И ти кога правиш анкети по нарачка, тоа не е постојано, нема циклуси, нема, како да кажам, лесно не се споредува. И ти имаш само еден приказ во времето, кој што плюс можеш да го фингираш малку или повеќе. 3% плюс минус. Па да, таа статистичка грешка можеш, и ако сакаш. И Со ако тоа не што е- имало, не е- гледам, и не е фокус групи. професионално, не е Имало и правилно. фокус групи, така пишува, знаеш. Да, имаш различни интересни коментари, одговори, меѓутоа Да. се сведува на едно генерално незадоволство на граѓанството со системот. А тоа во принцип му одговара на опозиција и одговара на опозицијата. И плюс, земи предвид дека голем дел од гласачите што на анкетата рекле не ви кажувам или уште се размислам,
тие ќе бидат проопозицијски настроени. Така што оваа пренос од 5 веројатно е поголема, 7-8 може да е проценти во однос од ВМРО со ДПМН и СДСМ. Значи, добро, а во однос на тие другите бројки се гледаат, ово не го кажа, системско незадоволство, затоа што многу ниски оценки за институциите, како што забележам, најголема доверба во верските заедници, во војската и во полицијата, што е логично, добро тоа е. И тоа не е од сега. Да. 30 години намазат, генерално граѓаните кога ги прашуват дали се овие пролеви или продесни или какви да се институти на влади, кога ќе прашуваат граѓани, викаат веруваме најмногу во МПЦ или добро во ИВЗ што се муслимани. Веруваме во армија, во полиција и потоа паѓа до катастрофални бројки за политичари, да речеме, или партии. Да, и вика 69% вела дека Македонија се движи во погрешна насока, што Мене еднаш ме прашаа вака на анкета во која институција најмногу верувате, ја им реков во жена ми. Тоа Добро, институција тоа е што треба од државата е дефинирана таа институција, нели, со закон за брак и така натаму. И не ми го прифати одговорот. Не ми го... под разноста или во други институции. Да. Али ја верувам, например, доколку мерат во Македонија рейтинг на институција кафана, да речеме, дека тука и МПЦ ќе падне и АРМ и МПЦ така нема да натаму. падне, верските заедници нема да паднат. Па добро се, ја идам еве се но висока ќе биде и секоја недела идам на литургија периодов и можам да ви кажам дека Во кафан? не, на литургија идам, а исто идам и еднаш неделно во кафана. И можам да ви кажам дека бројките статистички излезноста е многу поголема во кафаните. на молебен оди во кафана. Да го забружиме малку. Јасно е каде оди Македонија, јасно е каде како пулсира граѓанството, јасно е како ќе се гласа, останува да се види колку побрзо ќе завршиме со ова грдо владење на неспособните апаши. Значи според вас нема да дочекаме овој чворот од Трубарево да го видиме. Што ќе ги Не, друго треба да кажеме, знаеш, некад Живес најчесто е воздржан, сега ја употребува и морални квалификации кои што не се запирка апаши. Да, за кои што вака ретко го слушам дури и во приватен разговор. Но веројатно до таму е стигната работата. Лидерот на ВМРО ДПМН вчера вели: ВМРО ДПМН ќе гласа против иницијативата за уставните измени, бидејќи смета дека целиот процес е нелегитимен и нема поддршка од граѓаните. На власта и порачуваме воопшто не почнува со процесот, зашто тој ќе заврши во ќорсокак и ова го толкуваат сите наблюдувачи дека ВМРО без разлика што и да се случи ќе застане против уставните измени. Што значи ова, Жик? Не знам да ги прашаме ВМРО ДПМН. А меѓутоа како коментираш? Во принцип од прилика јасно е дека се спротестувуваат. Од прилика јасно е, иако со квалификации, на пример, имаше изјави дека би било окей ако се прифати како хрватскиот модел, го вика. Сега нема некоја конзистентност, не, значи Да, но хрватскиот модел им беше трик, затоа што во хрватскиот модел албанците би станале малцинство во Македонија. добро трик, не трик, меѓутоа како да ти кажам, сега може би треба да биде насочено, јас така уште мислам, со суштинско прашање, зошто сме против. Не сега граѓаните неприфатливо, туку ајде да дискутираме што е суштината на противењето на македонците и на обичните граѓани тука кон француско-бугарскиот предлог. Па едноставно сакаат да водат луѓето инат во Македонија. Добро, ама плюс нели уживаат огромни симпатии кон Путин и се спротивставуваат на евроатлантските интеграции преку тоа. Путин тоа ги финансира во Македонија медиумите и политичарите кои јас обидувам Джабир Дарала да бидам овој. Аха, да, така е. Значи проруската ВМРО ДПМН со екстремно руската левица се здружуваат и го мотивираат членството и сите пошироко граѓани на Македонија. Аха, добро. Тоа име, сега ја ви кажувам нивната теза. Зошто не проаѓаат уставните измени? Мораме да ги анализираме, да сватиме на средина, да дојдеме во реалноста во која живееме. Во ова е реалност, уста да се муштапова им го зборува. Добро, нема за која публикува на мене. Не им го зборува тоа, не се муштапа. Ова го зборува Джабир пред донаторите. И тие не му веруваат. Донаторите кои што се повеќе се сомневаат во приказите што се сервираат. Така е.
како да ви кажам. Но суштината што е? Суштината е имате бугарски обид да влијае на историјата и минатата и како во орвелијански некои книги иднината на Македонија. Со сите оние барања што се во првиот и постојано во вториот протокол, ова влегување на бугари во устав е мал дел на пропагандата што се Па шири во зашо ајде ги ставиме таму за да влеземе у ЕУ, шо сега толку сте се Не, запнали сите? јас ти објаснам која е браната и кој треба да е принципиелниот Ја векам ако е до тоа нека бидат па сега. кој треба Голема да е принципиелниот работа. став на опозицијата. Во ред тоа што кажа изјавата цитирана, меѓутоа да се објасни на луѓето и луѓето знаат што е проблематиката. Се Бугарија измислила таму историски некои небулози, 100.000 бугари биле мачени, убивани. Убиени. Па може стварно биле бе, дај да им објасниме да им покажа. Ако биле 100.000 бугари у Македонија, тие 100.000 убиени после Втора светска војна, тие 100.000 со прогресија денес у Македонија имаат 950.000 наследници, кои ги ставиш 3 генерации, ме разбираш? Па так, па затоа е... Значи, Затоа е лудост. тоа значи дека од 2 милиони македонци 950.000 се у крвно сродство со некои од тие 100.000 што биле убиени тука Тука малци и наводно. ние не сме агресивни. Овие Да. што се знаеш, луѓето кои што велат дека Холокаустот не се случил, знаат такви паралелни бројки да вадат. И сега Македонија има 27.000 жртви во Втората светска војна, а замисли за помалце од 6 месеци утепало 100.000 бугари, тоа е Не, еве ти, значи 950.000 од 2 милиони, значи 950.000 луѓе се у директно крвно сродство со овие 100.000 убиени. а нема ниту еден роман за таа тема, ниту еден Никој да филм. каже дедо ми го утепа, го стрелава Да. и така натаму. Значи, знаеш како, историја како наука е збирка на факти и интерпретација на истите. Некогаш и немаш ни факти, немаш ни артефакти, ни сведоци, ни пишани документи, ти само предпоставуваш што се случило или имаш како во случајот да Самуел 2 века поминува откако Самуел оде, тогаш нека коментира како историчар и објави. И сега, што А сега да се вратиме низ Историјава времето. наша ли е? Ние имаме ли право да се ја пишуваме, толкуваме, интерпретираме и представуваме? Тоа е суштинското прашање. Ако кажеш наша е, ама знаеш бугарите имаат право да коментираат, тогаш ти влегол во стапица во која сме влезли. Да, ма еве ние докажавме дека историјата не е наша со Преспанскиот договор, каде што ние де факто се откажавме од античката историја. Се откажавме од Егејска Македонија како дел од македонската историја. Ај сега да бидеме и објективни. географија. Ај сега да бидеме објективни. Ти сега и јас Па да нормално бугарите паметни се викаат да чекаме а Грција ако може вакво да политичко, направи. ние, дупло тоа е орвелијанството беше таму, како се вика тоа, беше таму убаво дефинирано. Зошто? Значи, ние се откажавме од нашето право да бидеме дел од, не знам, хеленската цивилизација и така Значи натаму. Егејска е дел од Хеленска, Вардарска Еве сега баш, ја работам на еден проект, научно, нормално, работам на еден проект за адвертайзинг кампања. И сега сакам да промовирам во Европа вино во кавадаречко вино во Европа и тезата ме нели дека ми во Кавадар има 4.500 години традиција на производство на вино. Сега ја не знам од Грција дали може би доколку се лансира една таква кампања во Европа ќе излезат и ќе речат не, тоа е наша традиција. Виното од пред 4.500 години тие биле хелени. Ти го реши тоа за плочка ќе ставиш на Ова вино е дел од хеленската цивилизација и историја. историјата на ова вино, историјата, сега не виното. Виното е сега. Сега ние сме се откажале од Егејска како дел од нашата историја, сме се откажале од ВМРО оригиналното, бидејќи Во Солун е основано. Генерално ВМРО таму се дејците основано е таму Гоце Делчев. Делчев е од Кукуш, не е од Кавадарци. Да. Сме се откажале од тоа и викаат бугари, па добро, супер, овие чим попуштаат вака, дај ние да ги товариме. Да. И сега тоа е обидот. Меѓутоа, во ред, се додека јавноста, без разлика што кој порека ги праќа опозицијата, се додека јавноста е свесна и е против овие глупости што сакаат да ги вметнат, ние нема да бидеме пресилени да го промениме уставот за да влезат бугарите како малцинство. Впрочем, реториката на ВМРО може би да е обратната. Добро, важи, ајде, ќе зборуваме за тоа, ама ајде зборуваме и за пресудите од Страсбург за македонците во Бугарија. Знаеш како сега? Ама види, чат пат па знае власта да изненади се. Ке кажа за малку позитивно да изненади.
например Ковачевски ки излезе па против Бугарија и шовинизмот на Бугарија. Па и видовме после што се случило. Бујар Османи му објаснил на После министрот. другиот дел на владата, може и помокниот дел на владата, помокниот дел на владата. се прави. Се извинуваш. Ја имав едно гостување на Алфа, не знам дали не гледаше со Горан и со Драган, каде што ја кажав дека ние имаме спартански модел во Македонија. Каде што имаш два крала. Ние имаме два премиери, нели? Абе, вие са да е официјално нештото, има такви случаи во разни земји, и во Израел, во Романија, сега баш ке се сменат. Значи се договарат 2 години ти, 2 години јас. Нема тука во исто време двајцата. Па исто како во Спарта, знаеш. Добро, ма во Спарта тоа била повеќе свештеничка функција отколку реално, дека реално се владее, знаеш. Не, значи Не, експеримент. тука реално Артан Груби владее. Па, така излегува, да. Експеримент, не видам. А како ја толкуваш целата оваа папазјанија околу Бехтел и Енка? Сега за Бехтел и Енка да Може во втор... Спонзори се на емисија, па не сме. Не бе, ние нас ни рекол од амбасада, вика, немојте, вика, дај жити све, вие за Путин сте, вика. Ако што ве, викам? За Путин сте, вика, се шегувам нормално. Ние сме, овде има слобода. Ке се вратиме за Бехтел и Енка. Реклами? Не, во вториот дел од емисијата сега ме интересира нешто друго, како континуитет на ова со двата премиери и со владењето во Македонија. Суштината што ме интересира, нели е како се вика, Даскаловски, дали во Македонија до сега сме имале премиер со помала политичка моќ од Ковачевски? Тешко прашање, тежок е одговор, ама кратко да ти одговорам, не. И да се врши со... Не, да проанализираме како е можно премиер толку малку екзекутивна моќ да има во една држава. Иако законски премиерот е нели со најголема екзекутивна... Ќе се повторува тука во оваа. Мислам и стратегијата на СДСМ која вида дека губат и постојано дека губат како магарење од ВМРО ДПМН кај македонците, беше ајде да видиме со овие помали заедници, турци, бошњаци, роми, срби, кога беа на власт ги подкупува, кога не беа на власт со други методи влијаја. И тоа не беше доволно за победа. 2016 после првиот чекор 2014 председателски Стева Пендаровски подршка албанци, 2016 река удиреме ние по албанците да земат таму власти. Се, кога ќе трнеш по тој пат, кога ќе почнеш да правиш предавства како што беше Преспа, ти уште помалку имаш подршка кај македонците, дури старите структури на СДСМ, внуци на партизани, на борци викат, ова со Бугарија претерано, ние немаме намера гласове, губат лото, земат, кокетираат со албанците и гласачи и коалициони партнери. Си дошол во ситуација да до толку си се задолжил кај албанците што немаш реална моќ, тие имаат. Како ти кажам, Значи нас не се криви албанците, сакаш да не кажеш. Никој не е крив нас. Нас не... Нормално, зашо не се кривите? Па ја мислам дека оние ве гледаш не земаат државата. Тука министри така натаму све. Апартхейт во прават. политика, партиите и коалициите, колку можеш мој да зграбиш, ке зграбиш. Очигледно дека со вакво СДСМ Артан може да зграби Колку сака. Колку сак. Да. За Бехтел и Енка, Па нели вториот дел, сега вториот. па добро, не, ако сакате слободно можете почнете уште сега, пак ја прекинеме на пола, ќе идеме со реклами. Ајде, Или одиме. сакате реклами сега? Не, ајде одиме Бехтел и Енка, ајде. Вака, да кажам неколку работи. Бехтел е една многу сериозна фирма. Мислам, малку се зборува во јавноста тука, меѓутоа треба, ако некој има време, нека прочита, има и книга за Бехтел издадена 2016, има огромен број статии, тоа е семејна фирма. Сега прочитав дека вчера во Полска ќе градат нуклеарка Бехтел. Така е добро, само да докажам, значи таа фирма е со традиција, ти си проамериканец, знаеш што Хувер браната Хувер Дем, Да. е една од фирмите што гради таа брана. Градат трансарапски, како се вика, пайплайн, нафтовод. Градат по Втора светска војна, градат огромен, бидејќи американци морнари се многу потопени бродови, градат, не знам, 500-600 брода. Градат во Бостон е голем инфраструктурен проект. Тие исто така менаџираат проекти, менаџираат со каналот, односно Ла-Манш, односно тунелот помеѓу Франција и Британија. Градат цел еден град во Саудитска Арабија. Тие се втора најголема градежна фирма во САД. Тие се топ 5
топ 5 приватни компании во свет. Водоводот во кој град го поседува во Во Гвајакил. Во Гвајакил. Сега, да бидеме реални, да бидеме искрени. Владењето, управувањето менеджирањето на процесите на Бехтел не секогаш е чисто, да речеме, од аспект на јавност, од аспект на критики. Значи, покрај тоа што се огромна фирма, моќна градезлички и така натаму, има огромен број на критики за тоа дека се блиски шуруваат со власт, дека нивни луѓе, и што е факт, нивни луѓе стануваат директори на ЦИА, стейт, како се вика, министри на надворешни работи на САД, не знам, министри за одбрана на САД, дека де факто договори што добиле во Ирак 2003, нели, американците влегуваат, па после да се реновира, да се изгради, да се догради, Бази да се прават. И станува збор за Значи, критиките се, тоа е фирма која што секогаш блиска со власта, нивни луѓе влегуваат, па излегуваат. Не, прашањето е дали Бехтел е под контрола на власта или власта е под контрола на Бехтел. Па има Затоа што имаат огромни донации кај политичари, кај сенатори, кај конгресни. До толку е во сојузништво, соработка со ЦИА, што во еден момент се коментира дали ЦИА е соработник на Бехтел или Бехтел на ЦИА. Според книгите, нели? Според овие критики, сега кажав дека Да. фирмава со реноме, репутација и така натаму. Фирмава има и критики, ги кажуваме, мораме да сме свесни. Во Боливија со водата имаше голем проблем. Фактички управува со водовод, каде што ги поскапија цените не знам колку кратно и веќе стана бунт, револт на домородното население. Во еден момент Боливија го национализира водоводот таму, плати одштета на Бехтел. Имаш критики со автопатите во Косово, знаеме дека бидејќи не интересира, знаеме како амбасадорот кој што мотивираше да се постигне договор и се постигне, се изради, во еден момент се приклучи на тимот на Бехтел. Значи, треба да ги видиме работите реално. Значи, сакате да кажете дека Бехтел е познат со корупција на политичари. Не, јас тоа не го кажав. Јас кажав, фирмата е моќна, на светско ниво, со голема историја, со критики кои што одат во насока дека е блиска до владата, дека на некој начин голем број тендерите што ги добива заради таа Политичко влијание. Политичко влијание. Да. Значи тоа треба да го имаме наука, почуваме секоја дискусија да Бехтел. Основните факти, македонијанци ретко кој зборува, ретко кој дискутира со факти, со анализи кои што се Може да одиме со реклами, се враќаме со Бехтел да продолжиме? Ајде. Одиме со блок на реклами. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин од ово утро, нели, Жидас Даскаловски, универзитетски професор. Жидас, говоревме за Бехтел, ги даде контурите за Бехтел како фирма и за нивните големи инфраструктурни успеси и проекти, но и за нивните, нели, како да ги наречам, скандали, условно кажано. Добро, еве, например, инфраструктурен проект во Бостон градот и таму се пробиени рокови и се пробиени буџети неколкократно. Значи, како да ти кажам, секоја фирма има своји успеси, своји слабости и своји грешки. Прашањето е за нас како ќе функционираат. Ама ние не можеме да знаеме ни како ќе функционираат, бидејќи ние не знаеме што е договорено со нив да се изгради, сработи, во какви рокови се. Сега ова што го вадат протечени информации од страна на опозицијата, ако е точно, доста фрапантно делува. Не, па, на крајот од денот, зашто владата не ни го покажува овој договор, тоа е клучното прашање, но што е со ЕНКА? Пошто сите викаат Бехтел и ЕНКА, сега, ја не сум, голем дел од јавноста мисла дека тоа е една иста фирма. А ЕНКА е турска градежна фирма. Нели, како што има партнерства, како што има конзорциуми. И она уствари изведувач име на Бехтел, така? Па да, имате и во многу други тендери во Македонија под изведувач на крај испаѓа дека е македонска фирма. Добива, не знам, австрийска фирма, Порш или кој да е. А всушност под изведувач и на крај ние може да видиме дека практично Бехтел го зима тендерот, го собира кајмакот, ќарот, потоа зима, нели, ЕНКА, па ЕНКА, нели, како конзорциум заедно зимат и на крај бетон и гранит градат. Така е. Со тоа што во овој случај сега не политичката, туку бизнис чаршијата во Македонија излегува со некои други тврдења. Излегува со тврдења дека дел од овие фирми што ти ги спомна биле под притисок од власта
посебно од ДУИ, токму заради тоа што антиципирал ДУИ дека ќе се влезе Да, овој се проект. секавам дека но, дека да заврши. бетон беше на дограбен напад од но власта. сега се случи една друга работа, односно дури има некои анализи кои што излегуваат во печатот и по некои телеграм групи и така натаму, дека наводно има никнуваат како печурки градежни фирми во областа на нискоградбата ширум северо-западна Македонија, ако можам така да кажам, фирми за кои што никој не слушнал порано и фирми кои што сега претендираат да купат и механизација и опрема и така натаму, иде веројатно да влезат во некои потфати. Сега, имајќи предвид колку чини таа механизација, имајќи предвид колку чинат ваквите зафати, веројатно претпоставката е дека некоја политичка заднина овие фирми имаат врзана со ДУИ. И со проектот Бехтеленка. Значи многу има- дипломатски го опише крадење во надури. Тука има едно ура сега, очигледно тој е моментот, а како што се случи со така наречените фотоволтаици. Ајде сега ние зелена агенда на ЕУ, па тераме со зелена енергија што ќе произведуваме и се дадоа лиценци, толку фирми се појавија, ќе градат фотоволтаици. Вака се- А ти како субјект, ако за себе го правиш тоа, ти треба нели поевтина струја, во ред, фотоволтаици има некоја смисла. Ама ако го правиш тоа за да инвестираш и да ти се врати инвестицијата со тоа што ќе продаваш електрична енергија во системот ќе ја пласираш, имаш голем проблем. Не вака, може затоа што Ајде. сега тука нели и вие сте сите тројца нели сме политиколози, но јас сега во моментов се занимавам со едукација во делот на менеджментот, односно од ново го почнав мојот процес на едукација и сега малку ќе ви кажам нешто наискрено во однос на бизнисот со фотоволтаиците. Значи вака, бизнисот со фотоволтаиците 2023, 24, 25, 26 толку многу ќе пропадне во А државата. за тоа ти зборувам јас Што бе. тоа е, значи, сите бизнис параметри кажуваат дека во моментите кои ќе почне да паѓа, еве сега гледаме дека паѓа дали на берзите цената на електричната енергија, а особено што фотоволтаиците произведуваат струја во часовите кога на никој не му треба струја толку многу. Целата поента е таа. Да, тоа ќе изрока, но тука има еден друг елемент. Прашањето е дали овие бизниси се направени за да профитираат или се направени за да се легализираат црни пари. Сега тука има повеќе елементи, затоа што види, ако ти имаш 100 милиони евра, кои ти се добиени од трговија со кокаин, тие пари, реално ти, без да бидеш забележан, не можеш да ги користиш за финансискиот систем. Но ако на еден или на друг начин, свртени, превртени, ги вложиш во бизнес и после ги користиш парите од тој бизнес што доаѓа, па макар били и помалку, тие стануваат легални. Тука, да речеме, освен во делот на фотоволтаиците, во Македонија гледаме и сериозна загриженост во делот на во Скопје особено во делот на инфраструктурата, односно во делот на становите. И тоа вештачки ја држи цената на становите висока затоа што црни пари се вложуваат во изградба на тие станови, па квадратот расте, многу луѓе држат огромни, како да кажам, многу станови држат и не ги продаваат затоа што едноставно така си ги легализирале своите пари. Јасно, тука нема дилеми, дури на пример во Србија се зборуваше Белград на вода, е поред кои што црните пари на српскиве тајкуни и криминалци се враќаат по некаков легален пат како странски директни инвестиции. Добро, и за почетоците на гадежната експанзија во Македонија се зборуваше дека е обелување на парите од шверцот кон Србија од приватизацијата. Така што Да, но да се откажеме и работиве тоа. стануваат такви што го загрозуваат. Например, не знам дали знаете дека во Велика Британија има киријата, нели? Е регулирано од државата на еден или Добро, на друг меѓутоа начин. Велика Британија, Така и меѓутоа па Велика Британија од друга страна има огромен број на станови кои што се собственост на општините. Добро. Социјални станови кои што општините ги издаваат. На Тоа е еден или на друго, друг знаеш, нека начин, се. општините ја Кај нас немаме крираат тоа. цената, исто Да. ја крираат цената на киријата врз база на тоа колку дозволуваат да се градат нови, па конзервативците затоа што се лендлордови, поголем дел од нив, односно имаат поише станови, не дозволуваат да се градат за да не им паѓа киријата. Кај нас е проблемот обратен. Кај нас е проблемот што се гради, цената расте, а потребата
нели потребата не расте. Имаш Потребата се намалува, ти имаш емиграција. Имаш емиграција и сега имаш една тотално бизнес, еве сега ова на било кој што се разбира у бизнес да му го покажеш, од една страна киријата у Скопје паѓа, а цената на квадратот расте. Не, добра, ма што е друга тотално страна невозможно. Што тоа, мене Да. поентата ми беше и ми е следна. Како што вели Ивица, нови фирми се организираат, се гледаат дека ќе има простор, ќе има голема инвестиција во градежество. А некој го гради по политичка линија, бидејќи знае дека ќе може да ќари. Некој наивно вложува во бизнес кај што нема да ќари, ќе пропадне. Слично е со фотоволтаици. Некој ако искрено верува дека тој бизнес ќе биде профитабилен, се зезна. Тогаш е идиот. И така ние доаѓаме до ситуација каде што уште еднаш по 100 пат се докажува дека во Македонија економијата е политички поврзана и политички влијаена. Па не, видовме еден след, види, да бидеме искрени, и Лјупчо тоа го забележа во неговиот духовит стил, дека, например, истата таа, како да ја наречеме, истата таа групација или друштвенце, кој што влезе во бизнисот со марихуана, продолжи во фотоволтаици, сега тргна во нискоградба. Не, Да. вака е тоа. Ајде. Значи, тие почнаа во марихуана, продолжија во крипто, па од да. криптото го забореј, па од крипто излегоа истите тие, отидоа еве во Фотоволтаици. во фотоволтаици, сега истата клапа Оди во нискоградба. Да, и ствари тоа се истите пари, и тоа се истите црни пари, тоа се истите пари добиени, да речеме, од огромните ланци за кокаинска Се не трговија знаеме низ тоа, Европа, се низ свет. Добро ја не спомнувам Тука ние имиња. не коментираме се. Еве, Меѓутоа, ти кажувам, уредничко кои на крај се правило. легализираат тука као бизнеси, као легални пари, да може тој да си направи куќа утре, да си купи Бентли и така Сега се натаму. зборуваш и за пари поврзани со подпишување на договори за промена на име, сега исто така. Не, тоа помина многу по-едноставно. Да. Кочо си ја продаде фирмата на грциве, Тоа си ја продаде. да, Тоа е факт. и сега, значи вака, фирма која во тие моменти покажуваше огромен пат на бизнисот, фирма која покажуваше економски резултати никакви, фирма која освен што има компјутери, И маси, и да. маси вработени, нема никаква друга инфраструктура, он ја и договори што има подпишано, ништо друго нема, он ја продаде за огромни пари на грците. И сега еве колеги наши, он бил визионер, он бил нашиот Елон Маск, он во брако не знам таму што правил, ја постојано им го викам ова. Ако бил Кочо Ангјушев толку способен човек, нели? Зошто фирмата ја продаде на грците на ваков нели начин, користејќи го Преспанскиот договор? Да. Ке има да беше на пример сега дискусија имаш во Европарламентот за корупција, Грчка има таму една партеничка врска. До сега Ева Кали. Да, нашата јавно обвинителство ќе покренеше истрага за влијание на политички процеси Да. од приватни интереси и бизнеси. Трговија со влијание. Односно, фразата стручна е трговија со влијание. Ама ние немаме држава која што функционира, немаме владење на право. Значи, Правда не постои. Значи, видете, значи, Бехтел и Енка, еве, ќе ги оставиме на страна. Но што може да очекувате ви од милиарда бизнис кој што е Бехтел и Енка, кога вие еден обичен мол на Скопско сајмиште што се изгради, тоа е Изгейт мол, го искористија високи функционери на власт од тој момент, до ден денес имаат таму дуќани. Ресторани, дуќани и така натаму. Значи, од Васко Ковачевскиот Делем со бутикот, преку Мила Царовска, што тогаш беше министерка, до Петре Шилегов, до Бојар Османи со менувачниците, секој бизнес што го гледате кој идете у БИС, секој се добро. Има брендови се, Вајкики нема никаква врска со никој, или не знам, Поло или овие или оние, има нормално и легални бизнеси таму, но голем дел од она што ќе го видите као дуќан е уствари добиено поради политичките врски при изградбата. Да, што и се јас мислам дека сензитивноста на јавноста е многу се уште не е толку изострена кога станува збор за овој комплот на бизнес и политика. Тука мора да сме малку по-оштри. Односно, наредната влада треба, клучното прашање на наредната влада што ќе направи. Така е, тоа е прашањето. Значи, јасно, ја видовме оваа влада. Веројатно последна шанса, мислам, на македонците да имаат каква и да ја кажеш држава што ќе функционира. Ако не се истражат милионите корупцијски сделки и црните пари и политичко влијание, ако нема ефекти,
Ништо не сме направиле, меѓутоа еве да се надеваме. Зарем, еве се вака ќе бидам малци брутално искрен со тебе, може би ова е скопотливо прашање, може би многу ќе ни замерат за него, но зарем навистина верувате дека партијата која го произведе Сашо Мјалков и цело на богатство кое дојде од нигде ќе ги реши овие проблеми? Тие ВМРО-ДПМН си имаат свој проблем точно сврзан со оваа тема. Значи, како да се дистанцираат од минатото и да се презентираат како партија која што знае се справи со проблемите, знае се справи со корумпираните своји членови, министри и така натаму, и да делува со ветувања кои што ќе ги остварат. Значи, главниот проблем на ВМРО-ДПМН е наративот. Сега СРСМ се итри, вешти, секогаш биле итри и вешти, ден го калема тоа, груевистичко време, мијалковистичко време. Ама види се, ја ќе бидам адвокат на ѓаволот, можеби, но тоа е многу легитимно. Па и легитимно е, Љупчове, која партија во Македонија реши политички да произведе... Како што ти можеш да им ја калемиш на СДСМ транзицијата и да бидеш целосно во право, имаат право и они да ти го калемат Мјалков и Груевски. Имаат право и суштински нелагодно е за ВМРО-ДПМН да го негира минатото владење, бидејќи да бидеме искрени со сите мани, со сите, да речеме, корупции и злоупотреба на политичка моќ, таа влада на ВМРО-ДПМН беше доста успешна. Еве и во она што го зборувавме во инфраструктурни проекти. Ние, не знам дали пуштија некој друг објект што се изградил време на СДСМ, сите влади од 90 на... Да. Еве, немаме уште од слушателите, чека да проверам случајно да не има некој. Па ти само во општина Аеродром или било која општина земја во Скопје, можеш да најдеш 5 инфраструктурни објекти на ВМРО-ДПМН што се изградени во времето. Велат се шегуваат стазата за Формула 1 што ја вети заедно. Даскаловски, еве, сега малце ќе се обидам да влезам во на моја омилена категорија, тоа е шта би било, как би било, едно прашање за тебе. Дали доколку проектот Скопје 2014 го градеше Бехтел, толку многу ќе го скандализира, нели, од опозиција. Колку докторати се напишаа за Скопје 2014, за влијанието на идентитетот, за антиквизација, за она. Види, тоа беше главниот спин кој што беше успешен, морам да признаам, на опонентите на таа влада. Иако 95% од Скопје 2014 се токму инфраструктурни објекти кои што, ако ти веќе употребуваш србизми, беа преко потребни на Македонија. Значи имаше и министерства, агенции кои што живееа, работеа под Кирија. И сега ти да речеш дека си изградил за нив згради и објекти кои што сега функционираат и работат и глупава, мислиме навистина смешно. Да критикуваш дека Скопје 2014 е идентитетски проект, кога 90% од работата е направена за нов архив, нов музеј, ново министерство и така натаму, е погрешно, а меѓутоа успешен спин беше тоа. Антиквизација. На крајот на денот имаш таму доста споменици, скулптури кои што немаат никаква врска со тоа време. Видете се, например, еве го познавате и двајцата, сте соработували и двајцата со него, особено ти. Анастас Вангели напишу книга на оваа тема сега. Тогаш, у тоа време, се сеќавате на таа негова книга. Да, со мене тогаш заедно и работевме, меѓутоа поентата таму е дека со градењето на големиот споменик на војнот на коњ, и не знам како беше крстен Филип, сега има некој кодирано име заради грциве. Таткото на војнот на коњ, добро не знам. Да, таткото на војнот на коњ, така што вика споменикот, да. А ова е мајката на војнот на коњ. Анджелина Джоли. Олимпија. Да. Вистински во борбата со грчката агресија кон нас како македонци, вистина е дека ние таму отидовме со еден наратив кој што штрчеше во однос на каноните кои што ние како македонци требаше и се уште не туркаа да ги прифатиме. Во таа насока, воред, може да кажеш дека се... идентитетски проект. Да, е проект кој што има влијание на наративот историски на Македонија и македонците. Да го крстиш антиквизација е глупаво. Тука имаш професорката Наде Проева Викнетија да ви објасни зошто е глупаво.
Меѓутоа, тоа е само мал сегмент од Скопје 2014 и треба тоа постојано се инсистира и да се потенцира. Главниот проект на Скопје 2014 е инфраструктура. Дали Бехтел ако го бранеше, ако го градеше, ВМРО наместо да ги ангажира овие од Македонија фирмиве, нели да го ангажира Бехтел, да се договори, ке кошташе валјда за 70% поише проектов, небитно, но да го ангажира Бехтел, дали, например, сите тие, нели, што ги нарекувавме ние во јавноста соросоиди, сите тие од невладини организации што доаѓаат, сите тие што доаѓаат као експерти, вакви и онакви, сите тие ќе молчат. И дури ќе вика супер ова еве сега ние. Вие треба да разбереме и ние сите да сватиме каква е политиката на САД во однос на Македонија. САД си има своји интереси. Значи тие нормално дека ќе промовираат проекти кои што ќе имаат интерес на нивни приватни фирми. Но сад нормално од перспектива на големата империја на Вашингтон, на Соединените американски држави. Како што и секоја држава во Европа ќе се труди овде да се ги промовира своите интереси. Па знаете дека ние Телеком беше монопол толку време. Знаеме како се случи да биде монопол толку време, знаеме зашто не се отворија. Ама Жидас, види се, ја очекував дека откако под влијание на САД се случи промената на името, ја очекував дека тука ќе дојдат инвестиции од САД за да може да се подобри ставот на македонските граѓани, за да може да се рейтингот нивен да се качи со тие инвестиции. Наместо тоа, ние добивме крадени. Како го заклучи тоа дека ќе дојдат таму инвестиции? Затоа што викав, правев компарација со Југославија. За да се тргне Југославија од источниот блок, добила од Соединетите американски држави огромни поволности лица. Не знам, леви се правило Југославија, кредити добивале, огромна трговска размена и така натаму. Сега тоа... Што Македонија на Груевски беше во источниот блок? Очигледно не била се. Значи, грешна анализата, значи... Но ние реално го сменивме името и влеговме во НАТО за да се оствари геополитички интерес на САД. И вела, кога веќе се остварува тој геополитички интерес на САД, за да нема овде негативно мислење кон нив, очекував, пак ќе ти кажам, дека тука ќе дојдат инвестиции, фабрики ќе се отворат, ќе се направи некоја полна клина, наместо тоа гледај што не се случува. Па и знаев очекувал, очигледно. Ама сега како индијанците во Јужна Америка кога ги лажеа за огледало и за некакви ситни гердани да продадат земја и ресурси. Зависи кој прави сделката. Ако е направена добра сделката, може би ќе се добил фабрики, може би ќе се добил инвестиции. Да. Ама овде повторно сделката е направиле Зоче ја правил. Зоче ја направил со принципот ке. Ајде, напред, ова па ке почне процес на преговори. Почна ли вој процес на преговори? Не знам, владата вика дека почнал, дека ние сме имале преговори. Па сега како мали деца да се лажеме, нека не почнам, мислам глупост. Поглаве не е отворен, така ги Па не. Владата вели дека тоа била Заев отвараше поглавја во 2020 изборите 2021 кој реше поглави отворени. Да. Нели, градини расцветани и така натаму. Вештината да се вградиш во интересот на империјата, во интересот на големата сила во светот. Ако не успеш, имаш сериозен проблем. Бидејќи таа не се секира за тебе, нити има етички дилеми, дека Па има потреба, не ги гласаш ти, не си имаат своји интереси, ако ти дадеш да ги спроведат, супер за нив. Ако ти дадеш да ги спроведат, а нешто си успел, си кјарил условно земено, подобро за тебе. Ама ти нити си кјарил, нити ќе кјариш, напротив, уште по обратно. Да. Не, ај се, кој веќе ја спомна таа работа, Жидас 2023 година во делот на европската интеграција на Балканот, што очекуваш? Ништо. Тотално ништо. Тотално ништо. Ни Црна Гора, ни Србија, ни Црногорскиот председател е многу амбициозен, вели во рамките на неговиот мандат од 5 години ќе влегла Црна Гора во ЕУ. Па добри, овој нашиот премиер како до 2030 рече ќе влеземе. Да. Сега комедија, нити зависи од нив, нити тие и најчисто досие да имаат и најреформска, Ама не, сега еве најдемократски да се ободнесува, економски ќе влијае на одлуките на Брисел и на Вашингтон. Еве вие цело време владата ја критикувате, еве сега читам германската економија официјално влезе во рецесија, нели? Нашата не е. А нашата не. Подобри сме од Германија. Подобри сме од Германија. Па јас знаеш дека будали од владата ќе го каже тоа, сигурно. Добро, тежината на тоа Љупчо знаеш какава е.
Процесот влезе во тотални геополитички води. Еве може ние Процес ќе на почнеме, проширување. нас ни фали работна сила, еве може германци ќе почнат навака да доаѓаат. Чека се да чуеме за европската влезе интеграција. во едни тотално геополитички води. Значи, сега, вие, како да ви кажам, пред војната Украина имаше милиони извешти анализи дека е корумпирана, дека не функционира, дека е хибриден режим, дека во ова, дека она. Сега заради тоа што ние како демократски свет го браниме правото на самоопределување на украинците, агресијата руска, се протестуваме на руската агресија и така натаму, доаѓаме на ситуација каде што Брисел вели овие може да се кандидати. И сега дури се разговара како и кога да почнат преговори. Па има и нека анализи дека дури подобри демократските, замисли, подобри демократските процеси во Украина од овие тука Западни Балкан, кутрите земји. Се ти станува јасно дека одлуката колку брзо, како и во Нема која врска форма, со стандарди. која форма ќе влеземе ние во ЕУ или ќе чмаеме во таа на Макрон политичка заедница вон играта или ќе влеземе во ЕУ како второкласна земја со помалку ингеренции и права без место на масата или со место на масата без право на глас. Значи тоа не зависи веќе никако од земјите кандидатки, зависи од натрешните процеси во ЕУ и најмногу од САД, бидејќи сега се поврзани процесите Украина, војната и она што веројатно може да се даде како утешна награда на украинците. Дали е тоа некој што велат членство во НАТО, што мене малку изгледа сулудо, или е членство во ЕУ, ќе видиме. Гускаловски, ти благодариме за твоето гостување. Верували или не, 1 час и сега ќе ви кажам точно и 10 минути точно разговар. Благодарам на поканата, во секое време тука за вас со Ивица ќе доаѓам. Ивица, за крај, вие имате една политичка академија, Мајка Тереза, привршивте. При крај сме со активностите годинава, ќе почнеме со регрутација за следната генерација. Веќе станува традиционално и е едно прекрасно место каде што политичкиот диалог се негува и рти. Ја на Фридрих Хеберт ја имам завршено политичката академија. Таму после 10 генерации, 7 колку беа, се фалеа колку бракови произлегла од таа академија, од кај вас има тоа? Не, од кај нас има само Развој на демократска култура. развој на демократска не има. Има, значи едноставно учесниците кои што се од школата успеваат да ги надминат политичките граници и се уште одржуваат. Не можам да Имате кажам од сите партии, да, така? не можам да кажам другарство и пријателство, меѓутоа сепак некој мост кој што најверојатно кога ќе се умножат еден ден може и да произведат нешто позитивно за вас. Ја еднаш бев предавач само, морам да кажам, но подоцна ме замени Горан Момировски. И сега, тука се предавам. Не можам, на вистина. Бардот на новинарството. Да, јас не можам да го имам тој габарит што го има Горан. Ја прифаќам да бидам заменски играч кој он у Германија. И понатаму. Не, туку сега да расчистиме дека покрај вас 20 тука има една поширока лепеза од политичкиот спектар на Македонија, вклучително и новинарскиот, а дека нормално дека ти си добре дојден во моментот кога ќе дојдеме на тема каде што твојата експертиза е длабока. Инаку, да знаеш, Ивица, постои голема веројатност третата сезона. Чекај, ја не сум сигурен, оѓе во емисијата ова го зборуваме приватно. Не, ова не слушаат, но веќе почнавме преговори. Не знам дали ќе успеат, луѓето кои присуствуваа на тие преговори велат дека е многу тешко дека ќе се случи ова, но званично пред цела публика да кажам, почнаа преговори третата сезона на оваа емисија да биде еспресо со Боцевски, Момировски, Златов. Значи, само да видиме. Почнавме со преговорите, не знам како ќе завршат, пак ќе кажам, тоа е Пазарот си има своји цени. Пазарот си има своји цени, услови и така натаму. Не знам дали ќе успееме да го... Веќе во старт ќе биде сериозен проблем. Тука наместо утринско еспресо ќе треба да одиме со, не знам, ноќно виски или како ќе биде тоа. Со тоа што може да моделирам работа и ја да доаѓам и малку подоцна. Вие да почнете без мене, па ја где ви стадоше, ја продолжим. Јас да ви кажам дека во четвртата сезона неминовно ќе морате да направите джинджер баланс и да викнете женски аналитичар коментатор.
Ово одамна го зборуваме. Да. Види се, напредни времења може и транссексуалец. Секако. Да. Се е во Напредни времења. Станува збор за квалитет на анализите. Да. Каков е човекот? Ако не успееме да најдеме, некој од нас ќе каже јас се осеќам како жена, другите сите тоа со акламација ќе го прифатат и имаме джендер баланс. Джинджер баланс. Джинджер баланс. Добра работа. Почитувани слушатели, тоа беше се уште еспресо со Златев и Боцевски, а вие останете со фреквенцијата 107,4.